Низ Македонија шетаат 3 мутации на COVID-19 – индиска, јужноафриканска и бразилска. Јавноста прашуваат што треба најмногу да стравуваме, дали постои опасност од двојна инфекција. Лекарите велат, за сега опасност од такво нешто нема, но апелираат на внимателност. Според нив вакцината е доволен отпор од евентуално двојна инфекција и од компликации при заразата од два различни соја на COVID-19. Не треба ова да биде некој голем проблем, не би требало да звучи толку страшно кај нас, бидејќи сепак е феномен кој што се случува ретко. Што значи доколку некој се зарази со двете варијанти, секако дека тоа ќе биде потешка инфекција. Но повторно велам да не ствараме паника, ова е редок случај, редок феномен кој што се случува и не верувам дека ќе го имаме во повеќе случаи од колку поединечни. Лекарите, но и неколку светски организации алармираа дека делта сојата не е голема закана за престојниот период. Нов ковид бран се предвидува кон крајот на август. Затоа светот се мобилизира, се воведуваат рестриктивни и заштитни мерки, а кај нас се апелира само на смиреност. За мерки само се размислува, и тоа евентуално од септември и само за невакцинираните луѓе. Колку ќе чини Македонија опуштеноста, никој не знае. Дека земјава треба да стравува од ширење на делта сојот, предупредуваат и епидемиолозите. Холандија, која важи за една од подисциплинираните држави во Европската унија, кон која и ние секако се стремиме, се доведе во една страшна опасност. Со олабавувањето на овие рестриктивни мерки, со попуштањето на масовни настави на концерти, и тоа тие млади неимунизирани особи почнаа да одат по концерти без почитување на овие минимум препорачени заштитни мерки и им се случи да имат наеднаш 6000 луѓе заразени во текот 2-3 дена само од еден концерт. 100 луѓе од еден концерт ќе заразат 217 луѓе, што е страшна бројка. Исто така се случи и кај нас. Што се однесува до двојната инфекција, 90-годишна жена од Белгија почина откако била заразена со 2 соја корона, но не била вакцинирана. Белгиските лекари се сомневаат дека таа била заразена од 2 различни лица. За незиниот случај ќе се дискутира на овогодинешниот Европски конгрес за клиничка микробиологија и инфективни болести.